Опустува струмичкото поле. Се повеќе ниви наместо да се засадени со градинарски и индустријски култури, остануваат обраснати со трева. Според статистиките на земјоделските здруженија, дури 2/3 од обработливата површина не е посадена. Мораме да го истакнеме негативниот, би рекол, податок од теренот, дека уназад веќе со самото осамостојување на државата секоја година имаме рапидно намалување на површините засадени со земјоделски култури, а тоа пред се базира, мислам, јас би го окарактеризирал на неколку сегменти. Ако од една страна точно е тоа дека наглата промена на климатските фактори овозможува што помалку од површините да бидат засадени со земјоделски култури, затоа што при самото производство земјоделскиот производител плаќа доста високи цени на репроматеријали во циклусот на самото производство, меѓутоа со наглата промена доаѓа до голем процент на оштетување кај земјоделските култури, а со тоа се намалува и приносот на земјоделските култури. За подобрување на состојбата во земјоделието воопшто, но и проблемот со необработеното земјиште, треба да се прави нова земјоделска стратегија, велат земјоделските производители. Култура, меѓутоа мислам дека немал процент или немал удел за намалување на површините под земјоделски култури има и лошата стратегија што се спроведува уназад тие 20 години од нашето осамостојување, бидејќи ретко или можам да кажам слободно досега не се води грижа околу самиот циклус на производство на земјоделски култури. Ниту се води сметка при откупот и пласманот на земјоделските производи. Тука пред се мислам неминовно е за да дојде до некое зголемување на површините со засадување на земјоделски култури, да има некоја гарантирана цена која што ќе ги покрие основните трошоци на чинење на даден производ, на дадена култура. Од Министерството за земјоделство немаат официјални податоци за вкупното необработливо земјиште во југоисточниот регион, но и во државата.